Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро. Сречен поздрав од студиото на Глас на надежда од Кавадарци. Вие го следите Христијанското адвентистичко радио секој утро од 8 часот и 30 минути. Денеска сме вторник, односно 2 декември, четврток 2021 година. Како што приметувате, полека се ближиме кон крајот на ова календарска година. Ни остануваат уште 29 дена. На почетокот би сакал, почитувани пријатели, да ги проследиме сервисните информации што се однесува до времето. Еве како гласи денешната прогноза. Сончево со мала до умерена облачност, поголема во западните делови, ќе дува слаб до умерен, а попладнен на места, засилен ветер од јужен правец. Денеска во теквишијата е ведро, значи 8 на ведро денешниот ден, имаме сонце, но доста е студено. Еве како ќе се движат денешните температури. Во западниот дел на нашата земја, во Полошкиот регион од -2 до 4 степени, во Охридскиот од 0 до 10, во Битолскиот, Пелагонискиот регион од -3 до 10 степени, Теквешкиот регион од -4 до 11. Значи имавме студена ног и студено утро. Во Гевгелискиот регион од -2 до 14, Беровскиот од -5 до 9 степени и Комановскиот регион од -3 до 8 степени. Што се однесува до утрешната прогноза, таа гласи дека ќе биде повторно променливо, облачно со умерен, повремено засилен јужен ветер. Попледне ќе има локални врнежи од дожд. Утрешната температура ќе биде позитивна, значи ќе се качува, ќе биде облачно и затоа температурата ќе биде малце повисока. Како е да е, облечете се денеска потопло, бидејќи ќе биде ведро, ќе има сонце, но ќе биде и прилично студено. На почетокот од секоја наша емисија, почитувани пријатели, ние упатуваме кратка молитва кон Господа, бидејќи ова е христијанско радио, па тоа ќе го сториме и во ова прилика. Господе Боже, Ти благодарим од срце за овој нов ден што ни го подаруваш во Твојата милост и Те молиме за Твое водство, за се она што ќе го правиме да биде на прослава на Твоето име. Тоа Те молиме, Господе, во името на нашиот Спасител Исус Христос. Амин. Денеска имаме утринска порака која сакам да ја споделам со сите вас, почитувани гледачи. Ја наоѓаме во првото послание до Солуњаните, 5 глава, во 3 стих. Вие која читате Библијата и го знаете распоредот, значи сега одиме во Новиот Завет, во првото послание до Солуњаните, 5 глава, 3 стих. Насловот е која ќе речат мир. Ајде да го проследиме утринскиот текст. Која ќе речат мир и безбедност, тогаш ненајдено ќе падне погибел на нив, како болка на трудна жена и неке и избегаат. Лошиот слуга си вели во срцето: мојот Господар ќе се забави долго. Тој не вели оти Христос нема да дојде. Тој не ја отварла мислата за неговото второ доаѓање. Меѓутоа во срцето со своите постапки и зборови објавува дека Господовото доаѓање доцни. Тој од умовите на другите го потиснува сведочењето дека Господ брзо ќе дојде. Неговото влијание луѓето ги води кон лажно, безгрижно одлагање. Тие се охрабрени во својата световност и нечувствителност. Со умот владеат земни страсти, расипани мисли.
Лошиот слуга јаде и пие со пијаниците, се соединува со светот во барањето на задоволства. Тој ги тепа своите содругари, обвинувајќи ги и осудувајќи ги оние што му се верни на својот Господар. Христовото доаѓање ќе ги изненади лажните учители. Тие велат мир и безбедност. Како и свештениците и учителите пред паѓањето на Ерусалим, тие се трудат црквата да ужива земна благосостојба и слава. Знаците на времето ги толкуваат произволно. Но што кажува речта на вдахновението? Тогаш ненадејно ќе падне погибел врз нив. Луѓето го одлагаат Господовото доаѓање. Им се подбиваат на опомените. Гордо се фалат. Се стои така како што е од почетокот на создавањето. И утре ќе биде како и денеска, изобилство поголемо и поголемо. Уште повеќе ќе се нурнеме во љубовта кон задоволствата. Но Христос вели, внимавај, доаѓам како крадец. Токму во времето кога светот се подсмева, се прашува, каде ветувањето за неговото доаѓање? Знаците се исполнуваат, додека викаат мир и безбедност, доаѓа ненадејно уништување. Кога подбивачот и оној што ја отврла вистината ќе се возгордеат, кога начинот на работење во различните дејности за стекнување пари се спроведува без почитување на начелата, кога студентот копне за знаење на се друго, само не на Библијата, Христос доаѓа како крадец. Еве, почитувани гледачи, верам ја разбравте утринскава порака. Многу е јасна и гласна. Текстот вели дека во последно време ќе се појават учители кои ќе проповедат лажна наука, кои ќе велат мире и безбедност. Нема потреба да се приготвуваме. Да, има сега криза. Ова година и пол дена живееме во еден страв. И тоа ќе помени и повторно ќе се вратиме на стариот начин на живење. Повторно ќе работиме, повторно ќе заработуваме, повторно ќе одиме и ќе патуваме, односно ќе уживаме. Да, животот ќе продолжи, но дали ќе биде подобро или полошо, само тоа Господ го знае. Но текстот вели дека ние одиме со брзи чекори кон завршницата на овој свет. Како овој слуга што рекол, мојот Господар ќе се забави долго. Тој не рекол Христос нема да дојде, Господарот. Тој призна дека Исус ќе дојде, но не се подготува. Го става доаѓањето на Господарот таму некаде подалеку, после неколку години и така натаму. Меѓутоа во срцето, со своите постапки зборови објавува дека Господовото доаѓање доцни. Тој од умовите на другите го потискува осведочувањето дека Господ брзо ќе доаѓа. И денеска има црковни учители кои велат нема да дојде Христос така скоро. Нема да биде крајот на светот. И така луѓето се едноставно умртвуваат во нивната духовност. Сумот вели владеат земни страсти, расипани мисли. Лошиот слуга овде кој е спомнат, тоа се оние луѓе кои денеска не размислуваат за крајот на светот, оние кои не веруваат целосно во Господа, кои се подпираат на својата земна филозофија. Тие се вели кои јадат со пијаниците, пијат, се соединуваат со светот во барањето на задоволствата. Но Христовото доаѓање, почитувани гледачи, овде пишува, ќе ги изненади лажните учители. Тие велат мир и безбедност, како и свештениците и учителите пред паѓањето на Ерусалим. Тие се трудат црквата да ужива земна благосостојба и слава. Но знаците на времето ги толкуваат произволно, на што покажува речта Божја. Тогаш ненадејно ќе падне погибел врз нив. Вие кои ја знаете историјата на Ерусалим, точно Библијата, а и црковната, односно световната историја, тоа го запишала. Христос во Матеј, 24 глава, дава пророштва, многу знаци. Тој зборува и за пропагањето на Ерусалим, односно на храмот, кој бил за евреите гордост. Тој му кажал на знаците дека ќе дојде ден кога тој храм ќе биде разрушен, кога Ерусалим ќе биде опколен од војска. И тоа се случило 70-та година после Христа. Сите оние евреи кои ги пратиле пророчките зборови, кои ги знаеле тие знаци кои Исус ги најавил, на време го напуштале Ерусалим и останале живи.
Они кои одмавнале со рака, они кои ги слушале тогашните лажни учители или свештеници, ја нашле својата смрт во самиот Ерусалим. Бидејќи градот бил опколен неколку месеци, сета храна била истрошена и вода, луѓето се јаделе меѓу себе, а оние кои на време ги напуштале своите домови, се сокриле во јудејските планини, останале живи. И затоа, ајде да го слушаме повеќе Господа и неговите знаци, отколку денешните црковни учители, кои сеат магла, кои не зборуваат вистината. Некој ќе каже, па се си стои така, како што е од почетокот на создавањето. И утре ќе биде како и денеска, изобилство поголемо и поголемо. Тоа се текстови од 2 Петрова 3 глава 4 стих и книгата на пророк Исаја 56 глава 12 стих. Да луѓето ќе проповедат таква наука. Ќе дојде 1000 години мир овде на земјава. Има и такви учители кои тоа го проповедат. Не е точно, почитувани гледачи. 1000 години на мир ќе биде на небото, а не овде на земјава. На ова земја нема мир. Да, постои установа Обединетите нации кои наводно воспоставуваат мир во поедини завојувани држави и земји. Меѓутоа тој мир е со тенкови, со пушки, со топови, со тие сини шлемови на војници кои доаѓаат таму и кои ги раздвојуваат тие завојувани страни. Тоа не е мир да се воспостави со пушка или со тенкови. Исус ќе донесе траен мир, кој ќе дојде наскоро и ќе ги повлече, ќе ги земе оние кои денеска искрено му служат. Затоа нека овој ден биде благословен за сите нас, почитувани гледачи. Нека Господ ни даде мир во нашите срца, но овој мир знаеме дека е поминлив, кој ќе дојде тој, Исус Христос. А знаците зборува дека ние се ближиме кон завршницата. Ја не знам кога ќе биде тоа. Библијата тоа не ни го открива, но знаеме дека овие знаци кои се исполнуваат пред нас се големи алармни звона, кои звонаат и кои го најавуваат крајот, завршетокот на овој свет. Наше да се подготвиме за средба со Исуса. Продолжуваме со една христијанска песна, а потоа повторно се враќаме во живо во нашето студио. Секогаш беше мистерија за мене, како срца две ќе се спојат и љубовта трае вечно, но сега те пронедов и верувам. Чуда се случуваат и во Бог ја зверувам. Си одат сега сите прашања и не сум бил вака толку сигурен никогаш. О, Господи мој, нека си вечен, зашто мислеше на мене? Бог те создаде тебе, зашто мислеше на мене? Тој го оствари секој мој сон. Кога Бог те создаде, тој сигурно мислел на мене. Јас ветувам ти кај да си, со цело моје срце ке го следам патот твој. Од овој момент јас ти ветувам, вечно ке сум твоја јас и вечно ке те сакам, знај. Си одат сега сите прашања и не сум бил вака толку сигурен никогаш. О, Господи наш, нека си вечен, зашто мислеше на мене? Бог те создаде тебе, зашто мислеше на мене? Тој го оствари се
sozdaде mesečinata, Той го sozdaде и сонцето да се споят заедно. Еде без рутия да ме вида, и зато аз знам, ова е вистина, и е за тебе, и за мене, моят свет е век, без тебе не го. О, Господи наш, нека си вечен, защо мислеше на мене? Бог те создаде тебе, защо мислеше на мене? Той го оствари всекой наш сон. Я слушна всекоя моя молитва, да той знаеше все за нас. Кога Бог те создаде, Кога Бог те создаде, той сигурно. ти си любов моя. Кога Бог те создаде, той сигурно Мисля на мене. Почитувани гледачи, продолжуваме со нашата програма. А утро во наша средина имаме сестра Ленче Миткова, која гостин во нашата утринска програма и ќе поставиме неколку прашања. Ленче, ти имаш 91 година. Да. Ово утро пристигна во нашето студио, се уште си витална, физички си здрава, ете и денеска си гостинка во нашата емисија. Ние секој утро зборуваме за молитвата, одвојуваме неколку минути, па еве и тебе те запрашам, што за тебе представува молитвата и дали се молиш? Без прекин. Мене молитвата ме одржава. Ја кога се молам, усеќам близината Божја, усеќам како ме штите, од сите искушенија, од сите маки, се што ќе дојде, тоа исчезнава од мене кога се молам, кога барам помош од Бога. И одма ми доваѓа радост, ми доваѓа надеж и повешко си читам и мила речта Божја, и мил домос Божји. Молитвата, ако нема, човекот ќе умре. Без молитва не може живее. Без Бога нема живот. Значи духовно неке Он може одржава мене. во Молитвата духовниот му живот одржава со човекот Бога. не може да живее духовно ако не се Не моли. можеш, ако не се молиш, не можеш да живееш духовно. Молитвата е разговор со Бога. Ти кога се молиш, Господ помага. Значи ти кога барајте ќе ви дадам, куцајте ќе ви отворам. Тоа е речено и тоа го усеќам, ја усеќам тоа. И тоа му одржава толку години, фала му на Бога. Кажи ни, наутро кога стануваш, Да. се молиш така? Одма му заблагодарам на Бога, како ти ова вечер ме чувал, ми дал сонче, им памет скоро денеска, па Господи, чувај му од лукавиот, чувај му секоја лошо. Талу се молам и тоа му одржава мене. Фала му на Бога на тие години, Бог му одржава, ја се му благодарам. Дали се молиш за некои твои пријателки, За пријатели, сите браќа, верници? сестри, за младите, новокрштените, за пријателите на вистината, за сите се молам. За сите викам Господи и за мене се молам. Тално се молам. За моите мили и драги. Ама твојата воља нека биде Господи, викам ти повеќе и сакаш од мене. Јас сум должна да се молам, да се барам од тебе. А ти како ќе кажеш, нека биде твојата воља. Ти ќе познава срцата на сите. И на Бога предавам се. Така. Тоа многу му држава. Повеќе од 50 години си верник. Значи вераш во Бога 50 и повечко имам. и повеќе. Дали може да се сетиш сега накратко да ни кажеш кога си се молил за некои работи, а Бог ти ги услишал? Еве на пример во работата кога си била вработена или кога требало си да влезеш во пензија, дали некоја твоја молитва може да ја сподели сега со Многу се. слушателите? Кога да ја кажам, не знам. Ја кога се молам, се ме услишува Господ. Оно што мислам по Божја волја. Јас се молах за бех значи у такво друштво светски луѓе, не знаат за Бога, имах малкачко проблеми, знаеш, не е баш лесно со светски народ. И мене малкачко беше тешкичко и се молах, викам Господи, една пејдичка да може да ми дадат, да се оддедам од тука, знаеш, да дома да си одам. Да не идам на работа. Ти гледаш, се знаеш. Ако може, велам Господи. И сега, ете Господ што направи.
тргна да одам на молитвен час од црквата и на патот паднувам се, ја скршувам раката, а немах ни 50 години. И раката која ме аторија у гипс, јас се самолах. И дури некој пат одах и така со раката. И ќе одам на лекарот, ќе му речем, докторе, еви и слика. Една пејничка, ако може да ми дадете, велам, јас не можам со таа рака, во ми искршено, вако Зглобот. леждото. Да. Каква пејза, веле, ке те тураме на портирот, тамо на портна ке стоиш, веле, ама пејза нема. И тај, два доктора беа. Никако, каква пејза, веле. А јас сам молам, викам, Господе, а немам 50 години, ошто прни. Дај ме една пејничка, Господе. И одам после да ми ја прегледат па раката, кога гледам, едно докторче младичко од Скопје дошло, го заменава тој доктор, мојот доктор. Го заменава тој што раката ме лечеше. И вика, шо има, викам, и сликата ја носа, викам, докторе, јас одам на работа, ама раката, викам, не можам ид со неа, ако може некоја пејничка да ми се даде. Имаш ли слика? Имам ми. Ма извади сликата, ја гледа вака. И вака јас стоам и го гледам и он вака се навези вака малку. Слушај, вика, јас шо ќе ти напишам сега, ќе ти напишам. Господ нека ти помогне. Вака, прсту го дигна нагоре. Господ нека ти помогне. Мене солзи од очите, вака, викам, Господе, ми прзаква од радост. И ми ја даде вака книжката, ама вика, ќе одиш у комисија, у Скопје, на комисија да те прегледат. Добро, ми ја даде книжката. Не знам он дали ми кажа, оти ќе оиш овако, ама мислам дека ми ја даде он и пише неспособна за работа. Ја читам, а пише неспособна за работа. О, Господи. А нема требело па дом на комисија. Комисијата што ќе каже? И сега одам у Скопје на комисија, собрани така наредени човеци седат, пано, и чекат да влезе болесникот, да видат они комисија. И ја влеам, шо е, викам, ја раката се скрши, ми дадеа доктора, викам, белешка, и они го прегледаа, неспособна за работа. И они вака ме гледа, ти, викам, месо јадиш ли? А па јас иш не знам шо му кажах тогај, и јадах и не јадах, избегавах и. Почнаа очи да ми тегнат, некој да го гледат, сека да чукат, по ноисте вамо, намо. Се чудат се, како да ми дадат пензија. Ама јас сам молам, Господи. Видеа на видеа, исчукаваме се, шо беше вокту, тегнат, езико, да. А испадне малко, вика, надбор. Ама јас, викам, Господи, помагај. Испаднах надбор и они шо правиле, моабет правиле, има викна, имаш пензија, трета категорија. О, Господи, хвала ти. А немах 50 години. Как што се молах на Бога за пејничка и ми даде Господ пејничка. На 50 години още немах. Ете колку си го сакам Бога, за тоа му служам од срце и душа. Интересно искуство, веќе повеќе од 40 години сте пензионерка. Да. И се уште сте витална и фала на Бога. Нема 50 пани. Да. И се чудаа некој вака, 50 години, нема 50. Чудето е од такви години се добие пензија. Бог го направи. Да. Добро, сестранче, бидејќи со времето сме ограничени, кажете ни сега една кратка порака до гледачите на нашата утринска програма. Зошто треба да ја користат молитвата во својот верски живот? Затоа молитвата многу помага. Јас имам искуство со молитвата, ако не се молам како да сам изгубена. Ама молитва, проучавање речта Божја, да те држат, те јаче, те храбре. И искушење, ако дојде, ќе можеш да го победиш со Божја помош. Кога се молиш, кога бараш помош од Бога, ние сами ништо не можеме. Али кога се молиш, бараш помош, ти се понижуиш, бараш помош од Бога, Бог помага. Некој пат ако бараш нешто, а што не е по Божја волја, може не се услишуе. Ако не се услишуе, молим, не треба ние да негираме зошто не се услишило. Не се услишило, не требело. Али вичината, јас со молитвата живеам.
Со проучавањето на речта Божја, он ме храбри, он ме држа за бале. Викам и на керката по телефону и викам, море сине, Господ ме држа мене. Ја усеќам, велим, ти Господ ме држа, ме крепе. И многу му сум благодарна. Без молитва не може пред томе да се живее. Така, значи, пораката е до нашите гледачи да ја користат молитвата, бидејќи тоа е разговор со Бога. Од срце им викам да користат молитвата, сакат да напредуват. Не само да бараме, туку и да благодариме. И да благодариме. Преку молитва. И каква тешкотија да му дојде, искушење, ќе може да го преброи со молитвата. Од Исус рекол, јас победих и вие ќе победите. Само човекот треба да бара. Да бара молитвата од Бога. И Господ помага. Ја имам искуство многу и още ме држи Господ и многу ми е радост. И многу си го сакам. И благодариме на сестра Ленче, почитувани гледачи, која беше ова утро со нас во нашата емисија и верувам дека низините зборови допре до вас во врска со молитвата. Ти благодарам, сестра Ленче. Не одминувај ме, Боже,
Еве не повторно назад во нашата програма, почитувани гледачи, после оваа песна за молитвата. Всушност, сега следува една рубрика за животни искуства. Ке проследиме едно кратко искуство на едно девојче кое се молило на Господа и Бог и ја услишил молитвата. Било празнично попладне, многу деца се собрале да си играат. Владко, кој бил најголем, бил во средината и сите го чекувале почетокот на играта. Едно од момчињата ја поканило малата Даница, која повлечено стоела на страна. Но Владко викнал со презир: "Ах, остави ја на мира, никој не си игра со нејзе, низиниот татко пие алкохол." Кога девојчето ги слушнало тие сурови зборови, низиното бледо лице одеднаш поцрвенело. Таа инаку била многу чувствителна по природа, па таа реченица како стрела ја погодила и најчувствителната точка во низиното срце. Да, така и било. Таткото на Даница бил пијаница. Целиот свет го знаел тоа, а таа подобро од било кој. Но таа навреда да и се фрли во лице пред очите на сите деца и поради тоа да ја исклучат од играта, тоа било повеќе од она што можело таа да го поднесе. Со мака ги задржувала солзите, додека била пред очите на останатите деца, но дома, кога стигнала, сета се расплакала. "Што ти е, малечка моја?" ја запрашала мајката љубезно, гледајќи дека нешто неубаво се случило на низиното дете. Солзите повторно почнале да течат, а Даница своето лице го сокрила во прегратките на својата мајка. "Владко ми рече, тој ми рече дека никој нема да си игра со мене, бидејќи мојот татко е алкохоличар," рекла, плачејќи гласно. "Кутро, моје дете," тажно рекла мајката, а низините очи исто така се наполниле со солзи. Колку неволи доживееле таа и низиното дете поради пороците на нивниот татко. Таквите настани не биле ништо ново за несрекната жена. Девојчето ја подигнала главата и ја погледнала мајка си. "Мамо, кога тато повеќе не би пиел, што мислиш? Дали тој може да го остави пиењето? Дали може повеќе да не пие? Јас толку многу сакам да бидам како и другите деца и да си играм со нив." "Се надевам дека тоа ќе се промени, Тивко," одговорила мајката, привликувајќи го девојчето кон себе и бакнувајќи ја. "Јас секогаш се молам за него, само ние сме сите слаби суштества. Татко ти не може да се ослободи сам од таа лоша навика. Единствено Бог може тоа да го направи. Ние можеме само да се молиме на Бога за татко ти." Вечерта таткото на Даница, како и обично, стигнал дома. Бил вреден работник и чесен човек, и со секој бил во добри односи, со сите тој се сложувал. Но откако се предал на алкохолот, сите знаеле дека тоа порано или подоцна ќе го уништи. Кога се појавил на вратата, Даница му притрчала во пресред како и секоја вечер и го поздравила како и обично. Но таткото веднаш забележал во однесувањето на своето весело девојче дека нешто ја растажило. Ја погалил по убавата витка коса и рекол: "Вечерва изгледаш некако тажна, мила моја керко. Што ти се случило?" Тато, не можам да ти го раскажам тоа," одговорило девојчето двумејки се. "Зошто не можеш, мило моје?" прашал таткото. "Можеби тоа ќе те налути," рекла Даница. Лошите зборови на Владко и лежиле на срцето и повторно почнала да плаче. На крајот признала и прозборела: "Тато, јас многу сакам ти повеќе да не пиеш алкохол." Таткото сакал да го смири своето девојче, но нешто го стегнало во грлото и не можел да прозборува. Се срамел што станал причина за толку многу неволи и болки. Во тој момент
мајката ја повикала Даница во кујна нешто да й помогне. Таткото после вечерата се подготвувал да тргне. Мајката добро знаела каде. На почетокот одлучил таа вечер да остане дома, но лошата навика била посилна. За да ја смири својата совест, си дал збор на себе дека ќе испие само 1 до 2 чашки алкохол. Даница излегла од домот пред да тргне низиниот татко. Во моментот кога поминувал покрај грмушката во градината, го слушнал гласот на своето девојче и застанал да слушне. Мил мој Спасителу, Исусе, јас те молам да му дадеш сила на мојот татко повеќе да не пие алкохол. Направи тој да стане како што беше претходно и другите деца повеќе нема да ме презираат. Те молам со целото срце, направи го тоа за мојата мајка и за мене. Таткото, воздржувајќи го својот здив, ја слушнал едноставната молитва на својата керка. Секој збор го забодувал неговото срце, а совеста остро го осудувала. Кога Даница ја завршила својата молитва, тој се приближил, клекнал покрај нејзе, ја прегрнал и тивко се помолил. Татко небесен, во овој момент ти ветувам дека повеќе нема да пијам, се додека сум жив. Дај ми сила да го одржам своето ветување. Помогни ми да станам подобар. Колку сум срекна, тато, колку сум срекна, извикнала Даница, прегрнувајќи го својот татко. Сега ми е сеедно што ќе кажат децата, бидејќи ти повеќе нема да пиеш алкохол. Таткото го фатил своето дете за рака и двајцата влегле дома. Со чувство на радост и благодарност, таа вечер се собрало семејството на масата. Тоа било почеток на нов живот. Молитвата на Даница била услишена. Почитувани гледачи, верам дека ова искуство беше убаво, прекрасно. Нашите чувства се возбудија кога ја слушавме молитвата на ова мало девојче Даница. Но Господ Исус ја услишил. Низиниот татко бил проблем во семејството. Алкохолот го разорува човечкиот живот, здравјето, но го разорува и семејството. Затоа сите вие почитувани пријатели, ако имате ваши роднини, домашни, кои можеби го потребуваат алкохолот, молете се за нив. Бог може да направи чудо. Би сакал во оваа прилика да ве повикам сите вас кои имате проблем можеби и со цигарата. Ова е 5-дневен план за одвикнување од пушењето. Сите вие кои имате проблем, може ова брошура, овие совети на искусни лекари да ви помогнат да го ставите и тој порок. Цигарата го разорува човековото здравје и здравјето на сите оние кои се околу вас, а го потребувате тутунот. И затоа, мој апел е до сите вас, побарајте го овој проспект, а ние ќе ви го доставиме да го имате, да можете да го користите, односно да се раководите според овие упатства и да се ослободите од тие лоши примери на употреба на тутун, односно и на алкохол, како што видовме во девојче. Даница се молела на Исуса, на Бога за својот татко. Се чувствувала непријатно додека била со другарчињата, но сега Господ ја услишил низината молитва. Дојдовме до рубриката за здравјето, односно совети од полето на здравјето. Во оваа прилика ќе ви пренесам рецепти, почитувани гледачи, за нашата секојдневна исхрана, пита од просо. Ако ги запишувате рецептите или можеби ќе ги запаметите или ќе ги најдете на нашата програма, бидејќи ова програма се снима, ќе може да ја гледате и во друга прилика. Состојки 300 грама просо, 500 мл вода, 1 голем прас, 350 грама блитва, маслиново масло, морска сол, 3-4 лажици интегрален сусам. И да видиме како сето тоа се подготвува. Блитвата добро се мие, се одвојува од стебленцата и кусо се бланшира во зовриена солена вода. Потоа се прелева со ладна вода, се цеди и се сечка на покрупни парчиња.
Prazo citno se sečka i malko se dinsta na maslinovo maslo. Prosto se trebi, a poto se meli vo električna melnica za da se dobije prav. U jedna činija se stava prosoto, blitvata, prazot, vodata, solta i malko maslinovo maslo, pa se ubavo se meša. Smesata može ke bide redka, no to je voret. Ognotporen sat, 18 puta 30 cm se mačka so maslinovoto maslo i se stava vorer na 220 stepeni. Za masloto da se zagreje. Po 5 do 10 minuti se stava, se ravni i porosova su susam, a poto se vrakja da se peče okolo 1 čas. Treba ubovo da se zarumeni. Izvadite ga od rerna i servirajte ja, pitata koga malku ke se podizladi. Evo, ovo beše današnjot recept za zdrava hrana, počtovani gledači. Vi sledite programata, utrinskата programa na Adventističkoto radio Glasna nadešta od Kavadarci seko jutro od ponedeljnik do petok v 8 časot i 30 minuti. Poseben pozdrav do svita vas koji v međuvreme se vključivte i sledite v živo našata programa. Preda pomineme naslednava rubrika, ke slušneme ušte jedna pesna. Na zemlji strancem me sada zovu, jer gore imam svoj pravi dom. Na nebo idem, u zemlju novu, ka Otcu vječnom i Bogu svom. Čeka me
Се враќаме повторно во нашата емисија, почитувани гледачи. Дојдовме до последната рубрика за ова утро во нашата утринска програма. Од денеска ќе читаме совет, односно извештај од ова убава книга, повторно од професорот Драго Обрадовиќ. Археологијата ја потврдува Библијата. Значи, ќе користиме ова книга да ви пренесам интересни откритија од страна на археолозите. Сите вие кои сакате да имате Библија, бесплатно светописмо, може да ни пишете во на нашата адреса, а ние ќе ви испратиме бесплатно. Затоа ги користиме овие археолошки книги со кои сакам да ви пренесам, почитувани пријатели, дека Библијата е веродостојна. Може би имате некои сомнежи, мислејќи дека тоа е бајка, легенда, нешто некој напишал во минатото. Меѓутоа, денеска археолозите токму тоа го потврдуваат. Ние во наредните утре ќе пренесуваме извештаи на доктори, на луѓе, археолози, кои со својот авторитет и со она што го пронашле во земја ќе ја потврдат веродостојноста на Библијата. Еве да прочитаме неколку интересни извадоци од ова книга. Археологијата ја потврдува Библијата. Во средниот век луѓето живееле во цивилизации кои со векови не виделе никакви промени ниту напредок. Новиот период настанал некаде во 15-тиот век, кога почнале да се раѓаат изуми и откритија, кога се откриени нови содржини и духовни вредности. Пронаѓањето на побрз начин на патување, изумот на печатарството предизвикале големи промени во животот на луѓето. Многу брзо на големи пространства со многу помалечки напори почнале да се шират вести, сознанија, напредни мисли и продуктивни резултати. Откритијата на новите континенти и предели на исток и запад како нови подрачја за освојување го проширеле видеокругот на мнозина кои биле незадоволни со ограничениот светоглед во кој Европа живеала со векови. Новиот менталитет предизвикал бунт против дегенерираната црква на средниот век и отпор кон низиното владење на човечкиот ум. Хуманизмот на интелектуалното подрачје, ренесансата и уметноста, како и реформацијата во религиозниот свет представувале големи достигнувања кои најавиле нов период и нов начин на живење. Со отврлањето на мрачните окови на средновекојието, на страшниот духовен терор и на политичкиот деспотизам се појавил напредок во многу подрачја. Во претходните 2 столетија беа период на големи материјални, културни и верски достигнувања. Откритијата се редија со голема брзина, истражени се нови подрачја на копното и морето, освоени се највисоките планински врвови, открини се бројни непознати закони на природата и сето тоа е ставено во служба на човековите потреби. Сеопштиот напредок и многократното зголемување на знаењето човекот го направиле љубопите не само на подрачјето на уметноста, науката и техниката, туку и на подрачјето на религијата. Човекот дошол до заклучок дека она што го прифаќале неговите предци кон вистината според новите мерила не се покажува секогаш како вистина. Промените на вредноста на многу материјални видови од животот имале големо влијание и врз духовните и интелектуалните сфери, особено во религијата, филозофијата и историјата. Во научните кругови е наречен литерарна критика и висока критика на Библијата. Најпрво е применета на првите книги од Библијата, од Светото писмо, на прва книга Мојсеева, во која се опишани првите периоди од светската историја. Во овој нов правец на критичко испитување на историските извештаи на Библијата се родил во втората половина на 18-тиот век, а деломно е присутен и денес. Подосна тоа се пренело и на другите историски книги на Библијата, потоа и на пророчкиот дел и на крајот во 19-тиот век, кога високата критика доживела најсилен подем. Модерните теолози и историчари прифакиле само мал дел од Библијата како извор на граѓа за реконструирање на старата историја. Некои отишле толку далеко што Библијата или Светото писмо го нарекувале збирка на легенди, митови и фолклор. Значи, во почетокот, во минатите векови, почитувани гледачи, луѓето се соочувале со проблем кога ја имале Библијата.
Кон неа се однесувале како овде што пишува писателот, како кон легенди, митови и фолклор. Критичарите на Библијата во неа нашле многу имења и описи на многу настани кои не можеле да ги докажат со научните методи, па затоа избрзано заклучиле дека сите тие имења и настани се измислени. И токму во тоа време е родена новата наука, библиската археологија. Набрзо се развило до таков степен што ги загрозила и ги поништила погубните влијанија на високата критика. Таа изнела на виделина нови докази за вистинитоста на библиските извештаи. Само они кои не ги познаваат тие докази се уште може да се сомневаат во вистинитоста на Библијата. Еве тука ќе застанеме. Утре ќе ви пренесам нови докази, нови сознанија од страна на археологијата во процес дека Библијата е веродостојна книга. Почитувани гледачи, дојдовме до крајот на денешната утринска програма. Ви благодарам што бевте со нас, поделете оваа емисија со вашите пријатели, со вашите роднини, користите го Facebook како социјална мрежа кај што може да бидете во контакт со останатите ваши пријатели и другари. Закажувам нова средба утре, ако Бог даде живот и здравје, во 8:30 повторно ќе се јавиме од студијето на Глас на надежта. Ова е христијанско адвентистичко радио кој се емитува секој ден во 8 часот и 30 минути. Поздрав од мене, од техничарот Драгослав, и се гледаме утре повторно. Бидете одговорни, чувајте се. Секој е добро. Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежта. Секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежта. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме.